Украина и Молдавија почнуваат преговори, Македонија останува со празни раце. Самитот на Европската Унија според експертите покажува две работи. Гледано од перспектива на македонскиот граѓанин, дефинитивно се работи за двојни стандарди. Гледано од перспектива на ЕУ, секој си ги брани своите интереси. Од македонски аспект тоа личи на двојни стандарди, на неправда и така натака. Меѓутоа, секој си ги гледа своите интереси. Проблемот е што Македонија не се позиционираше така, немаше активна дипломатија. Ако вие имате кез во рака, кој што е одлуките на Советот на Европа, па и сега на Обединетите нации за правата на македонците во Бугарија, и ако тоа вие не го искористите, не можете да барате, знаете, да ги обвинувате другите. На Букуреш 2008 година жртва на планот за членство на Украина за влез во НАТО беше Македонија и македонското членство во НАТО. Сега, повторно жртва на украинското почеток на преговори беше македонскиот почеток на преговори. Вчера, меѓу другото, јасно се разбија сите илузии дека не бил проблемот ниту со Грција, ниту со Бугарија сега. Но очигледно, приоритетите на Европската Унија се менуваат во склад со политичката ситуација во околината. Додека Унијата чека да го исполниме она што го ветивме, таа се насочи кон источното партнерство. Приоритет е тоа источно партнерство и приближувањето на Украина и Молдавија, па тука ќе ставиме секако и Грузија кон Европската Унија. Нашиот проблем е на еден вид уникатен. Тука имало повеќе пати во историјата двојни стандарди што се однесува до нашите европски интеграции и изневерување на ветувањата и очекувањата. Во однос на овој самит би рекол дека не носи никакво изненадување што се однесува до нас. Гледате како може кога се сака и да се направи нешто. Унгарскиот премиер излезе и се донесе одлука 26-1, што и овозможи на Украина, на Молдавија да ги почнат преговорите, што секако не значи дека утре ќе станат членки на тоа, меѓутоа тоа е еден голем чекор за кој што Македонија се бори веќе колку време, 15 години може. На самитот падна одлука за доделување статус на кандидат на Грузија. Со Босна и Херцеговина пак Европската Унија ќе отвори преговори кога земјата ќе го постигне потребниот степен на усогласеност со критериумите за членство. Откако се донесе одлуката за почеток на преговорите на Украина и Молдавија, председателот на Европскиот совет Шарл Мишел изјави дека одлуката била јасен знак на надеж за граѓаните на тие земји, но и за целиот континент. Соединетите американски држави ја поздравија одлуката како историска, а Русија пак како исполитизирана, која би можела да го дестабилизира блокот.